Поскапуваат лебот и белите печива и тоа за 2 до 3 денари. Дел од мелничарите и пекарите новите цени ги ставиле уште минатата недела, а останатите се очекува тоа да го сторат деновиве. Причините за нагорната корекција на цените ги лоцираат во драстично поскапата пченица која мора да се увезува поради катастрофално лошиот род годинава. Потоа во поскапите горива, трошоците за плати, но и недостигот на работници во оваа индустрија. Бюджетот до денеска, цената на пшеницата и последователно на брашното се зголемени за 40%. Што значи дека одредени пекари или правни лица кои работеле со ниски цени во загуби одлучиле да качат цената на левот и на пецивата. Кој не е драстично, што ги имаме аз информациите, значи не е драстично зголемено, негде од 10 до 20% им се на одредени типови левови и не сите пекари. Што не значи дека и другите во иднина нема да качат цената. Последниве 20-30 дена се чувствува благо качување на цените на брашното, лебот и белите пецива како задоцната реакција на производителите од берзанските случувања во август и септември. Македонија со години има убедливо најниски цени на брашното, лебот и пецивата во Европа, па дури и во светот, но не може да остане имуна на светските движења на цените на берзите кои кај нас се одразуваат во многу поблага форма. Мелничарите уверуваат дека поскапувањето тука ќе сопре, но ако има ценовни промени во регионот, дополнително ќе се реагира во цените на лебот и печивата. Ресорното министерство се правда дека не били известени за намерата за поскапување на лебот од 15 на 18 денари. Ќе почекаат, велат, пред да интервенираат за стабилизирање на цените. Ке ја следиме состојбата и доколку дојде до драстично зголемување на цените, што би влијаело врз поскапување на животниот стандард, постои можност да интервенираме преку Агенцијата за стокови резерви, која што во ек на жетвата направи јавна набавка од 13.000 тони пченица. На тој начин ќе се интервенира на пазарот за стабилизирање на цената на лебот. Последен пат брашното и лебот поскапеа во 2007-2011 година поради поскапувањата на житните култури и нафтата на светските берзи. Во Македонија годишно се увезува околу 54.000 тони брашно и 87.000 тони пченица, што е 50% од годишните потреби.